Почитувани сограѓани, во изминатиот период одржавме бројни заеднички средби, митинзи, влеговме во вашите домови, ве прашувавме што мислите и што сакате да се промени. Со проектот Отвори врата за еднината, тропнавме на секоја врата, влеговме во секое домаќинство. Нашите програмски цели и приоритети заеднички ги определивме и заедно со вас, како дел од тимот, ја напишавме програмата, нудејќи решенија за сите проблеми на граѓаните. Од тука произлегува дека програмата е наш заеднички проект, наше заедничко решение за развојот на општината Ресен. За разлика од владеачката партија, која немилосрдно ги троши нашите, народните пари, ние во нашата кампања настапивме достоинствено, храбро и принципиелно, честно и поштено, без лаги и клевети, онака како што му личи на овој народ. Затоа, наискрено со длабока почит кон граѓаните на Ресен и Преспа, им се заблагодарувам што ни отворија врата и срдечно не примија како наши соборци, давајќи ни поддршка во овие тешки времења да продолжиме по вистинскиот пат. Додека актуелната власт не се воздржуваше од уцени, притисоци и закани, ние во Сојузот за еднината говоревме: не го поценувајте овој народ. Овој народ секогаш знаел да ја одбере правата страна, да застане на страната на правата личност. Почитувани, убеден сум дека во недела ќе излеземе масовно на избори, свесни дека овие избори не се обични локални избори, туку референдум за промена на катастрофалните политики на Груевски и ВМРО ДПМН. Драги преспанчани, време е заеднички да се избориме за нашата иднина, за нашите семејства, за нашите деца, за нашите идни генерации. Токму затоа и програмата која ја пишувавме заедно со вас нуди визија за промени во нашата општина. Но нито една промена на локално ниво не е доволна ако не се промени централната власт и генералниот курс по кој се движи државата. Почитувани сограѓани, 24 март, недела, е денот кога се решава судбината на нашата држава. На 24 март, вашиот личен избор, вашиот глас одлучува два пати. И за избор за градоначалник и советници, но и за вашиот личен избор кој понатаму треба да ја води државата. Да победиме за нашата општина и да победиме за цела Македонија. Затоа ве повикувам, сите заедно сплотени, да ја одработиме победата заради нашата иднина. Ве повикувам да ми ја дадете својата поддршка. Не заради мене, туку заради вас, заради иднината на вашите деца, заради иднината на Ресен и на цела Македонија.